Денеска дебатираме по извештајот на специјалното јавно обвинителство во Република Македонија. Јавно обвинителство кое што во изминатава една година е најдемонизирана институција од страна на представниците на ВМРО ДПМНЕ и нивните поддржувачи, но исто така јавно обвинителство кое што во изминатава година ја разбуди надежта и вербата во правдата кај мнозинството граѓани на Република Македонија. После 10 години видовме ситуација во која што во Македонија нема заштитени мечки, ситуација во која што и представниците на власта, највисоките представници на власта, кои што се осомничени за сериозни кривични дела, се повикани пред обвинителството и ќе бидат изведени пред судовите. Ако го погледнете извештајот, ќе видите дека фактички ова специјално јавно обвинителство функционира помалку од една година. Загрижува тоа што подоцна се формираше, но тоа беше заради намерата и желбата на ВМРО ДПМНЕ да ја одолговлечи, да ја одложи работата на ова обвинителство. И покрај тоа што во собранието лани на 15 септември беа изгласани законот и беше предложена специјалната јавна обвинителка, практично пред 4 ноември не беа создадени можности ова обвинителство да почне со работа. За жал не беа до тој период обезбедени сите услови за комплетирање на обвинителскиот тим. До крајот на 2015 година не беше реализирано ниедно вработување во јавно обвинителските служби и лица кои што вршат помошни и технички работи, заради тоа што ова собрание, односно неговото владеачко мнозинство, одбиваше да обезбеди соодветна законска регулатива за тоа. Она што ме загрижува е и тоа што во денешниот извештај кој што го гледаме на специјалното јавно обвинителство, стои дека практично и денеска има обструкции во комплетирањето на тимовите. Во извештајот е наведено дека еден финансиски полицаец од страна на управата на финансиската полиција се уште не се дава за работа во специјалното јавно обвинителство. Тоа е во најмала рака обид да се обструира и тоа е еден мал пример на обидите за обструкција со кое што ова обвинителство се соочуваше во изминатиот период. Исто така во извештајот можете да прочитате и она што мене лично ме загрижува, а тоа е дека постојат потешкотии од аспект на меѓуинституционалната соработка и дека голем дел од институциите покажуваат непочитување на барањата на специјалното јавно обвинителство и тоа барања кои што се упатувани врз основа на законската рамка. Исто така не се почитува ни претходно воспоставената пракса во работата на јавните обвинителства. Во извештајот е нотирано дека имаме одбивање одредени предмети да бидат дадени на увид и покрај тоа што специјалното јавно обвинителство има законски основ за тоа. Нас ни е јасно дека причините за формирањето на специјалното јавно обвинителство во Македонија беа произлегоа од нефункционалноста на постојниот обвинителски систем. Не треба да ни верувате нам на збор како пратеници од опозицијата, можете да ги отворите релевантните меѓународни извештаи за тоа какви се оценките за јавното обвинителство генерално пред формирањето на специјалното јавно обвинителство. Во извештајот на ПРИБЕ, во извештаите на Европската унија,
јасно се наведува дека досегашното обвинителство, раководено од господинот Марко Зврлевски, е обвинителство кое што работи по партиски нарачки од страна на ВМРО-ДПМНЕ, и тоа беа причините за формирање на специјалното јавно обвинителство. Всушност, специјалното јавно обвинителство беше формирано за да се фати во косец со канцерот во Република Македонија, а тоа е криминал во врвовите на власта, криминал кој што Републичкото јавно обвинителство на господинот Зврлевски и обвинителството за организиран криминал не сакаше да го види, се однесуваше како ној закопан во песок со главата, без да сака да покрене било каква постапка за сериозни прекршувања на правото. А прекршувањата на законите од страна на врвните носители на власта во редовите на ВМРО-ДПМНЕ е канцер кој што потоа се шири низ тлото на правниот систем во Република Македонија во сите сфери. И затоа не случајно еден од првите предмети на специјалното јавно обвинителство беше предмет кој што лоцираше дека во ВМРО-ДПМНЕ постои злосторничко здружување. За жал, дел од тоа злосторничко здружување беше и јавното обвинителство на Република Македонија, кое што не сакаше да застане на патот на таквото злосторничко здружение. Ако го погледнете извештајот на јавното обвинителство, на специјалното јавно обвинителство, но исто така, иако јавноста имаше можност да ги види пресконференциите на специјалното јавно обвинителство, гледате дека и македонската јавност знае дека всушност ова обвинителство се соочи и покрај бројните обструкции со најтешки кривични дела кои што се сторени во Република Македонија. Повредата на избирачкото право, изборните злоупотреби и изборните малверзации. Значи, не случајно еден од првите предмети според пресконференциите на специјалното јавно обвинителство беше предметот Титаник како еден од најзначајните проблеми кои што постојат во Република Македонија. Во таа пресконференција специјалното јавно обвинителство укажа дека после прислушкувањето, каде што е нападнат целокупниот уставен и правен поредок и особено најважните човекови права, според нив сепак кривичните дела против изборите и гласањето и легитимитетот добиен со такви избори е она што според ова обвинителство е почеток на криминализацијата на целокупниот институционален систем. За жал, специјалното јавно обвинителство е во право. Кога ќе ги фалсификувате изборите и кога ќе оставите бројни докази за фалсификување на изборите, кога републичкиот јавен обвинител ќе ги затвори очите пред тие докази, имате еден систем во кој што потоа се криминализира целокупниот институционален систем. И затоа, практично, овој предмет со кој што почна работата на специјалното јавно обвинителство отвори истражна постапка за злосторничко здружување на ВМРО-ДПМНЕ, повреда на избирачкото право, повреда на слобода на определување на избирачи, подкуп при избори и гласање, уништување на изборен материјал, злоупотреба на средства за финансирање на изборна кампања. И практично гледате дека лица кои што биле во врвот на институциите во Република Македонија, но исто така и во врвот на партијата ВМРО-ДПМНЕ, создале група како што биде специјалното јавно обвинителство, која имала за цел вршење на кривични дела против изборите и гласањето, и тука се наведени бројни активности кои што јавноста веќе
имаше можност да ги чуе насилства, подкупи, злоупотреба на државни капацитети за партиски цели, злоупотреба на медиуми, злоупотреба на јавни фондови, незаконско финансирање на изборна кампања и многу други активности со цел да се обезбеди нелегитимна победа на изборите. Понатаму, другите случаи кои што ги отвори специјалното јавно обвинителство исто така го заслужуваат вниманието на јавноста. Случајот Тврдина е случај кој што навистина ја соголи власта и нејзината криминална структура која што била инсталирана во Министерството за внатрешни работи и во другите министерства. Предметот Тврдина се работи за предмет кој што е поврзан со незаконско следење на комуникациите и тоа е вршено преку искористување на уреди за прислушување и тонско снимање на технички капацитети на средствата за следење на комуникации при Министерството за внатрешни работи. Значи, веќе врз основа на судска одлука, која што потоа е користена од страна на специјалното јавно обвинителство и се прибирани други докази, има сериозни докази дека и основани сомневања дека предметот Тврдина докажува дека прислушкувањето е вршено од страна на Министерството за внатрешни работи, а за тоа да се скрие превземани се на вистина луди, значи надвор од здравиот разум, активности за уништување на опремата, за криење на доказите, така што овој предмет е евидентиран со кривични дела злоупотреба на службена положба, овластување, фалсификување службена исправа и други кривични дела. Практично, ако не помалку значаен и потресен е предметот тортура, кој што се однесува на она што значеше спроведување на механизми и мерки кои што значеа понижувачко постапување и тортура врз лидер на една опозициона партија, господинот Љубе Бошковски. Не случајно и многу основано во пресконференцијата на специјалното јавно обвинителство се потенцира дека постои бескрупулозност на дел од полициските сили во изведување на апсење на политички противник и целата таа активност била направена заради предизвикување душевно страдање кај лицето врз кое што се превземале овие активности. Но сите овие случаи кои што се евидентирани, јас нема да се задржам на сите, се случаи кои што македонската јавност ги гледаше, но пред воспоставување на специјалното јавно обвинителство немаше јавен обвинител кој што ќе се обиде да покрене постапка против врвните функционери на власта кои што наредува и спроведува вакви монструозни активности. Она што во моментов загрижува, а тоа е што ако реформите беа направени во редовите на обвинителството со правењето на еден херојски исчекор од страна на специјалното јавно обвинителство во гонењето на вакви кривични дела, сепак судството се уште останува доминантно под капата на ВМРО-ДПМНЕ, под партиската контрола на ВМРО-ДПМНЕ. Ако направите споредба на извештајот на специјалното јавно обвинителство со извештајот на Републичкото јавно обвинителство и ако погледнете во колку случаи специјалното јавно обвинителство побарало притвор и не добило, а во колку случаи Републичкото јавно обвинителство, односно другите обвинителства побарале притвор и добиле, гледате дека судовите во најголемиот дел се уште под контрола на ВМРО-ДПМНЕ
и тука е просторот за реформи со цел да дојде до ослободување и на судството со цел тие да станат инструмент за заштита на правдата, а не за заштита на криминалниот врв на ВМРО ДФМНЕ. Во сегашниот извештај на специјалното јавно обвинителство читаме дека се поднесени два обвинителни предлози, но јас морам да посочам дека она што беше направено од страна на председателот на државата, господинот Ѓорги Иванов, со незаконски дадените аболиции, практично во еден момент значеше прекин во работата и пречка во работата на специјалното јавно обвинителство. Нас ни е јасно дека тие помилувања беа дадени токму за да се спречи специјалното јавно обвинителство во неговата работа. Но, за среќа со сите притисоци од страна на граѓаните, овие незаконски аболиции беа повлечени и потоа специјалното јавно обвинителство можеше да продолжи со работата која што е поддржувана од најголемиот дел граѓани на Република Македонија. Јас сметам дека имаме извештај на институција која што ја врати вербата на граѓаните во правдата. Но очекувам во наредниот период специјалното јавно обвинителство и понатаму на транспарентен начин да ја информира јавноста за активностите кои што ги превзема. Скриени институции за кои што граѓаните не знаат како работат, не се во полза на граѓаните. Пресконференциите на специјалното јавно обвинителство се одлична можност за граѓаните да имаат увид во работата на оваа институција и во резултатите кои што се постигнуваат, бидејќи очите на јавноста се сериозно вперени во оваа институција и очекувањата на граѓаните се вперени кон оваа институција. Така што сметам дека како една препорака од страна на пратениците на опозицијата е дека транспарентниот начин на работа на специјалното јавно обвинителство е една од суштинските гаранции за нејзината независност и непристрасност. Она што исто така ме загрижува е тоа што веќе во претходната реплика слушнавме од колегата Димовски дека немаат волја тие како владеачко мнозинство да се одзват на барањата на специјалното јавно обвинителство за подобрување на законската рамка. Опозицијата дава поддршка на барањето на специјалната јавна обвинителка за продолжување на рокот на постапување на ова обвинителство. Доколку се постигне поширок консензус во собранието, ние овој предлог ќе го поддржиме. Исто така, сметаме дека барањето за заштита на сведоци, за подобрување на законската рамка е многу основано и оправдано, особено што имаме ситуација во која што имаме сомнителна смрт на еден од сведоците пред специјалното јавно обвинителство, смрт која што за жал денеска не е истражена, се уште немаме резултат кој што дава доверба во јавноста од таа истрага. Сметаме дека собранието треба да донесе законска рамка за подобрување на статусот на заштитените сведоци. Што се однесува до предлозите на Венецијанската комисија, ние како политички партии во текот на преговорите се обврзавме дека веднаш штом ќе дојде мислењето од Венецијанската комисија, тие предлози и мислење од Венецијанската комисија ќе ги имплементираме во законска рамка. За жал, кај колегите од власта такво расположение нема и од тие причини и ова барање очекувам од нивна страна да биде отфрлено и да не дојде до имплементирање на препораките на Венецијанската комисија.